Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, ве сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наredите 50 на минути, во ова политичка анализа, и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Се облеков намерно во сиво маслинаста доксерка или униформа, и ако може Володомир Зеленски да дава интервјуа на CNN телевизија и да глуми голема звезда, да го земи имиджот или да му го земи чаламот на Владимир Путин, и ако може Владимир Путин минатата година заедно со министерот за одбрана Сергеј Шојгу тамо во Сибир, во иста ваква сиво маслинаста или маскирана униформа, да глуми мачо мен во политиката, можем јас, вака облечен, како роден пацифист да ја пратам пораката. Дички, доста беше војна. Од вашите мачо мен политики гинат луѓе. Гинат луѓе во Украина, гинат луѓе секаде низ светот. Мислам дека е крајно време, после 2 години харанги, тормозење, корона, карантини, затварање, сега да не влеземе во уште поголема глупост. Глупост и проблем или страв со кој ќе ги замениме другите опасности или стравови поврзани со короната. Светот е уморен од вашите игри. Тие ваши игри го донесо светот на работна трета светска војна, бидејќи ако некој си игра на работната маса со копчето на нуклеарниот потенцијал, и ако се заканува со санкции кон Русија, која Русија ги доживува како објава на војна, тоа е говорот на Владимир Путин, кај што вели дека објавата на санкции од Соединетите американски држави и западните сојузници на Америка, тој ги дефинира како објава на војна, тогаш е светот само на еден мал чекор од Трета светска војна. Двете светски војни, мислам дека не беа доволно поука да извлечеме одредени заклучици, дека тоа не треба да се повтори, бидејќи тоа е скапа работа. Ниту една војна, повторувам, не се води за луѓе, не се води за човечки права, не се води ни за територии, се води за многу пари. И тоа ќе се обидеме да го објасниме во оваа анализа. Сите ние ја сакаме Русија. Го сакаме Толстој, Достоевски, Ларионов, Крутов, Макаров. Гледавме хокеј и уживавме во таа тројка на руската хокеј репрезентација. Го сакаме Киев. Ја сакаме Киево Печарската лавра. Сме слушале за Чернобил, сме се треселе за Чернобил, сме гледале документарци и оној серијски филм за Чернобил, ние тоа можеме да кажеме доста беше. Во 2022 година вие да влезете да гранатирате град на независна и суверена држава, без разлика што ви има направено, без разлика на заканите што тамо ви доаѓаат, тоа е неприфатливо, како што беше неприфатливо да се бомбардира Сарајево, како што е неприфатливо да се уништува Грозни или да се уништува не знам Алепо. Неприфатливо е денес ние да се бавиме со работи и со политики од 19 век. И тоа е суштината. И тоа е пораката која сакам да ви ја пратам на почетокот на оваа наша вечерашна анализа. Кога правите одредени анализи, почитувани гледачи, вие мора да водите сметка за стравовите, за митологијата, митоломанијата во одредени држави. Сите држави, вклучително и најголемите и најмокните држави, имаат одредени митови кои им предизвикуваат страв. Страв во водењето на политиката, страв во јавното мислење. Такви стравови има во Украина, бидејќи граничи со големата Русија или граничела со големата Германија. Тоа се всушност две држави, како Полска и Украина, кои се тампон зона помеѓу Германија и помеѓу Русија. И тие трпат влијание токму од Германија и токму Русија. А Украина трпи дополнително влијание од Полска, бидејќи кога го анализирате украинскиот јазик, тоа е некоја мешавина на рускиот и на полскиот јазик. Западна Украина говори со јазик многу посличен на полска, источна Украина говори со некој јазик кој е многу посличен на Русија. Меѓутоа и во Украина и во Русија постојат одредени стравови, постојат одредени митови кои ја детерминираат или ја креираат нивната надворешна политика. Стравот на Русија е дека сите напади на Русија доаѓаат или преку Белорусија или преку Украина. Дека е тој бришан простор, таа рамница, која е всушност најголемата житница во Европа, сега има одредени проблеми поради недостиг на жито, бидејќи токму од Украина во најголем дел се продаваше жито на територијата на Европската унија, на Западна Европа и тука на Балканскиот полуостров. Голем дел од српските тајкуни, Миодраг Костич и другите, уште пред 10-15 години купуваа милиони и милиони хектари плодна почва на територијата на Украина и се бавија со земјоделство. Меѓутоа тоа е тема за некоја сосема друга анализа. Секојаш кога Украина, тоа се два дела на Украина, ќе ги свртите еден кон друг, украинскиот исток и украинскиот запад, се случува војна на таа територија.
Русија има одредена стратегија која развива уште од времето на царска Русија, која се нарекува безбедносен појас на држави кои гравитираат околу Русија или соседски држави на Русија. И секогаш кога американците ќе влезат на територија на тој безбедносен појас дефиниран од Русија, од царска Русија или од Советскиот сојуз, се јавуваат сериозни воени конфликти. Последните такви турбуленции беа во Ерменија. Таму имаше шарена револуција, врз баранот на таа шарена револуција Пашињан дојде на власт во Ерменија. Русија, која беше главен спонзор на Ерменија, главното ерменско лоби или мокното ерменско лоби, ги има најдобрите или најскапите улици во Москва, блиску до Црвениот плоштад. Одите во Москва и погледнете кај се наоѓа ерменската амбасада, некаде на 200 на 300 метри оддалеченост од Црвениот плоштад, и ја пушта низ вода Ерменија, застанува на страна на Азербејџан, за да може да ја испрати порака не само на Ерменија, туку на сите соседни држави околу поранешниот Советски сојуз или денешната Руска федерација, дека тамо каде што ќе биде направена шарена револуција, тамо Русија, таа територија, е смета за своја непријателска територија. И тоа беше лекцијата. И тоа беше лекција која беше пратена кон Ерменија. Го изгубија еден поголем дел од Нагорно Карабах, изгубија војната од Азербејџан. 30 години претходно ја добија војната со Азербејџан и го окупира или го има под своја контрола Нагорно Карабах, меѓутоа без руска или советска подршка, тие се немокни да се спротивстават на Азербејџан во коалиција со Турција. Притоа сите кои се разбират од геополитика знаат дека руски воени сили сте стационирани на границата помеѓу Ерменија и помеѓу Турција. Всушност Русија се јавува како гарант на безбедноста на Ерменија. Меѓутоа во моментот кога таму се случи шарена револуција, го пуштија и Пашињан и Ерменија и целата номенклатура во Ерменија низ вода. Ако сакате да разберете што де факто значи Украина, треба да го читате Кисинџер, треба да го читате Бжежински и треба да ги читате овие вајсмени на американската политика. Тоа се 5 или 6 играчи, јас ќе ви ги прочитам, кои во време на студената војна ја креира американската надворешна политика. И тие всушност има клучно влијание врз креирање на таа политика. Тоа е Дин Хачисон, кој бил државен секретар или министр за надворешни работи на Америка во времето на Хари Труман, Чарлс Болен, кој бил амбасадор на Америка или на Соединетите американски држави во Советскиот сојуз во Филипините или во Франција, Аварел Хариман, кој бил советник на Френклин Рузвелт, Џорџ Кенан, кој бил амбасадор на Америка во Советскиот сојуз и во Титова Југославија, и тој всушност е главен офицер за врска помеѓу Титова Југославија и американската администрација таму некаде крајот на 40-тите години, почетокот на 50-тите години на минатиот век, неговите преговори со Владимир Велебит, врз база на кои преговори Титова Југославија станува со една нога членка на НАТО пактот и го формира Балканскиот пакт, добива помош од Америка во храна, во оружје да може да се спротивстави на Сталин и на политиката на Сталин кон Титова Југославија. И тука има уште или два други играчи и тие се така наречените вајсмани кои креираат американската надворешна политика во време на студената војна. Нивната порака, пораката на Кисинџер, пораката на вајсмани, пораката на Бжежински е дека ако вие туркате Украина во прегратките на НАТО пактот, тогаш неминовно имате војна со Русија. Неминовно имате војна со Советскиот сојуз. И всушност Украина треба да го следи финскиот модел. Иако Сталин влезе во Финска 1939 година, мислеше дека лесно пред Втората светска војна ќе освои Финска, на крајот испадна дека после 30-40 дена, после неколку месеци борби не успеа да освои Финска, па беше направен мировен договор кој трае до денешен ден, иако сега врз база на стравот од интервенција на Русија во Украина, јавното мнение или расположение во Финска после 50 или 60 години прв пат е доминантно наклонето Финска да ја напушти позицијата на неутралност и да стане составен дел на НАТО алијансата. Таква улога требаше да има Украина. Украина треба да биде мост помеѓу истокот и западот, а не да биде причина за конфликт помеѓу истокот и западот. Тоа не значи дека Украина нема право да стане членка на НАТО. Секој народ и секоја држава имаат право да си одберат својата иднина. Меѓутоа, знаете, ние иднината ја одбираме врз база на одредени елементи кои се ставени на масата. Ние не живееме сами на овој свет. Ние не можеме да влечеме потези без да водиме сметка што ќе речат тие што се наши соседи или што живеат околу нас. И Титова Југославија беше во слична ситуација како што беше Украина. Информбирото, резолуцијата на Информбирото. Гледате, тогаш ги пушта Тито низ вода македонските партизани во Егејска Македонија, бидејќи треба да ја спаси СФР Југославија. Бидејќи нема поддршка од Советскиот сојуз, влегол во конфликт со Советскиот сојуз, мора да бада поддршка и од Велика Британија и Соединетите американски држави, и прво што прави ги жртва македонските партизани во Егејска Македонија.
Председателот на Украина, без разлика на имиджот и на симпатиите кои ги ужива светот, симпатиите кои ги ужива ке мене, требаше да игра ролјата на Јосип Брос Тито. Во еден временски период Тито намигна на американците на НАТО дека размислува и дека сака да стани или Југославија да биде составен дел на НАТО алијансата, формирален тој Балкански пакт, Турција, Грција, Титова Југославија со седиште во Струмица, внимавајте, значи клучна е Македонија со седиште во Струмица, кога Сталин умира, кога почнува да се затоплаат односите помеѓу Белград и Москва, Тито ја напушта таа политика и ето крајот на неговиот живот тој има блиски релации со Соединетите американски држави. Милиарди и милиарди воена помош на Америка во храна, во оружје, во било што доаѓа во Титова Југославија. Но Титова Југославија игра улогата на мост помеѓу истокот и западот. Земја која е лидер на неврзаните држави. Тоа е суштината, тоа е разликата помеѓу Владимир Зеленски и помеѓу Јосип Брос Тито. Едниот знаеше до каде може да оди, како да биде тој серво уред помеѓу истокот и западот, а Зеленски всушност прифати или таа ролја му беше наметната уште 2013-2014 година да биде јаболко на раздорот. Русите тоа го сметат како брцање на прст во нивното око, во нивното срце. Се знаеше дека ќе следи руска реакција. Меѓутоа тоа што никој не можеше да го предвиди дека Владимир Путин, кој на Запад го нарекуваа свинга, токму поради контролата на своите емоции, школата на КГБ, да не реагира емотивно. Тој е веќе на 70 годишна возраст, ке полни на 7 октомври оваа година 70 години, и очигледно дека нема контрола врз своите емоции, дека дозволува прв пат во својата кариера емотивно пред телевизиските екрани, пред публика, пред руското јавно мислење да реагира емотивно. И тоа е најголемата енигма зошто го направи Владимир Путин. Дали одеднаш тој Владимир Путин, кој имаше контрола врз себе, сега изгуби таа контрола, или тоа го прави тотално смислено, сакајќи да ја смени траекторијата на геополитичкото движење на Русија или на Руската Федерација? Тоа е анализата на оваа наша вечерашна емисија. Гледате, почитувани гледачи, со ништо не може да се оправда руската интервенција во Украина. Со ништо. Значи 21 век, 2022 година. Вие да функционирате врз база на политика на 19 век, тоа може само човек кој нема човечки чувства, кој на политиката гледа како навивање на фудбалски надпревар помеѓу Реал Мадрид и Барселона. Меѓутоа, што ќе се случеше ако во време на студената војна, кога постоеше мокниот Варшавски пакт, Мексико или Канада, кои се соседи на Америка и кои по бројот на жители или по територија се на некој соодветен однос како што се Руската Федерација и Украина, иако Канада има исти број на километри како што има Соединетите американски држави, меѓутоа ако го земеме населениот дел на Канада и го споредиме со населениот дел на Соединетите американски држави, тогаш е тој некој сооднос како помеѓу Руската Федерација и помеѓу Украина. Што ќе се случеше ако Канада или Мексико станеа земји членки на Варшавскиот пакт? Кој имаше исто таква интервенција како што има сега на Руската Федерација во Украина. Тоа е разликата на политика која превенира или политика која буфта гранати од која веќе не направила превенција, која не видела што ќе се случува, која не успела да ги пресретни политиките да дојдат тие што таа ги смета за непријатели до незината граница, а незината граница е Белорусија и Украина, имаше обид во Белорусија, минатата година требаше да биде соборан од власт Лукашенко, само со помош на Руската Федерација и на Путин тоа остана на власт и сега се случува тоа во Украина. Всушност кризата во Украина почна од 2013 година. И тоа е оно кокетирање на Соединетите американски држави со тие паранацистички формации во Киев, во Украина, посебно во Западна Украина, и има некаде 2,5% од населението во Украина гласа за тие десно екстремистички групации. Тоа се тие делна навивачки групи, луѓе кои имаат одредени нацистички чувства, нацистички стојалишта и така натаму и така. Но тоа никој не може да го негира, тие постојат. Меѓутоа без нив не може да биде направена револуција на Мајдан 2014 година. Москва тоа мораше да го спречи. Мораше да ја предвиди политиката на Америка. Не смееше да дозволи да дојде на ваква ескалација. Видете каква ескалација, гинат жртви на едната и на другата страна. 2022 година имаме некоја дежаву ситуација на Босна и Херцеговина, на нешто што се случувало во Сирија. Овакви услови сега, две држави ќе бидат на удар. Украина, тамо на границата со Русија или Руската Федерација, и Србија на Александар Вучич.
Вчера имаше протести во Србија со поддршка на Русија, на Путин и на Руската Федерација. Не знам дали ги гледавте западните медиуми. Тамо безмалку ја претворија Србија во Балканска Белорусија. Ако Србија е наметната таква роља, то не значи дека Вучич ќе изгуби на изборите, знаете. Бидејќи во Србија е проблемот како вие да најдете некој што ќе може посоодветно од Вучич да глуми дека е русофил, да глуми дека е путинист, а да води или да споредува политика која ќе биде избалансирана или ќе биде политика која со една нога ќе биде во Европската унија, па дури ќе размислува за некакво придружно членство на НАТО алијансата. Тоа е суштината како ќе се направи таа политичка разврска во Србија. Меѓутоа, во овој момент Србија е жигосана има ролјата на Балканска Белорусија. И тоа е проблем за нас, бидејќи со таа Србија и со Албанија ние сме три држави кои го формира отворен Балкан. Може би тоа е причината за некои политички разврски во Република Македонија кои се случи изминатите 6 месеци. Иако тие политички разврски допрва ќе се случуваат, бидејќи ова гласање или не гласање за резолуцијата со која се осудува руската агресија на Украина, однесувањето на Левица, Левица која е коалиционен партнер на Христијан Мицкоски на ВМРО-ДПМН, во услови која ќе има драматично расчистување со проруските структури во Европа и на Балканскиот полуостров, ќе значи многу за политичките разврски во Република Македонија. И ВМРО-ДПМН треба да биде свесен за таа опасност, бидејќи мноштво на проруски елементи се начичкани или во ВМРО-ДПМН или во партијата Левица кој е коалиционен партнер на ВМРО-ДПМН. Се дека не расчисти со тие политички структури Мицкоски и ВМРО-ДПМН не само што не може да дојдат на власт во Република Македонија, туку не можат ни да сонуваат да дојдат на власт во Република Македонија. И тоа се разврските кои сега се случуваат во Украина. Русија требаше да знае. Русија влезе, би рекол, неспремна во оваа воена авантура. Сметаше дека за 3 дена ќе влезе во Киев, дека ќе го принуди киевскиот или украинскиот председател да потпише капитулација и дека ќе ги диктира условите на таа капитулација. Руската армија беше реорганизирана во форма на тактички баталјони, кои бројат некаде помеѓу 800 и 1000 борци, кои заедно со помош на дронови, артилерија, авиони и така натаму, требаше да го скршат украинскиот отпор. И во првите 3 или 4 дена тоа се покажа како неуспешно и во од што се вели Русија или Руската Федерација мораше да менува својата воена стратегија. И сега се сврти на позициите кои ги имаше советската армија, или руските генерали, или генералите на JNA. Тоа што се случуваше во Грозни, во Алепо, во Вуковар, ќе заобиколите некој град и ќе го бомбардирате до безсвест, ќе уништувате се што можете да уништите, на тој начин ќе покажете дека сте мокни, дека сте супериорен, никој да не се посомнева, гледате, тоа е моделот на Путин, моделот на Никола Груевски, никој не смее да се посомнева дека вие сте слаби и немокни. Секој што ќе се посомнева дека вие сте слаби и немокни, ќе биде денунциран, ќе биде жигосан, ќе биде затворен, ќе биде пуштан низ вода. И тоа функционира. Разликата што тамо е Москва и Русија, има на располагање многу повеќе средства, многу повеќе мок, го има Сибир кај што може да ги праќа тие луѓе. Овде во Македонија немаше Груевски таков маневарски потенцијал, меѓутоа автократскиот начин на владење и во Русија и во Македонија има слични перформанси. Во таква ситуација ќе се случува гранатирање на Киев. Путин не смее да дозволи да биде поразен, знаете. Русија во моментот што и да направи не може да биде победник во таа војна. Ако е преземи, ако освои цела Украина, тоа е многу скапа работа. Гледате, тие првите 3 дена сакаат да го освојат Киев. Од кога не го освоја Киев, се треба да освојат цела Украина за да бидат победници, во наводници победници во војната. Тоа е скапа работа. Вие не може да освоите држава, територија од форматот и големината на Франција, да имате под контрола 44 милиони луѓе, од кои половина ве сакат, половина не ве сакат. Што ќе правите со 22 милиони луѓе што не ве сакат? Па вие со еден Навални не знаете што да правите, па го апсите тамо, го чувате во некој затвор во Сибир. Што ќе правите со 22 милиони луѓе што не ве сакат? И Русија нема голем маневарски простор. Ако ја освои цела Украина, ако спроведе некој грозни сценарио, Алепо сценарио, Вуковарско сценарио во Киев, тогаш Русија повеќе нема да биде европска држава. Ќе биде изопштена од европскиот свет. Ако Путин не победи во Украина, не го заземи Киев, тогаш ќе дојде до работ да биде историски веќе нефункционална држава. Држава без историска тежина. И Путин тука веќе нема голем маневарски простор. Сам влезе во одредена битка и што и да направи во таа битка, може да излезе само како поразен од таа битка. Прашањето е дали тоа ќе се случи сега, за 1, 2, 5 години.
Путин може да ја смени геополитиката на Русија, на Руската Федерација, ќе се обидам тоа да го објаснам некаде кон средината на ова наша анализа. Меѓутоа има 70 години. Кој би бил на возраст од 50 години, може би имал време да спроведе на таква сериозна и сеопфатна операција, меѓутоа сега ми се чини дека заглави во украинското мочуриште. Што и да направи, не може да излези како победник од Украина. Без разлика дали ќе го претвори Киев во Вуковар, во Лепо или во Грозни, нема среќа кога еден град со 2,8 милиони жители, град кај што се наоѓа Киевско-Печиарската лавра, според мене главното светилиште на православниот свет, вие го држите во обрч, го гранатирате, го уништувате и тоа го оправдувате дека Украина сака да ја нападне Русија и дека со Украина како земја која е членка на НАТО е загрозена безбедноста и стабилноста на Русија. Па и да е така. Постојат преговори. Се додека постои 1% шанса тие преговори да дадат решение, вие тоа треба да го искористите. Путин ми се чини дека однапред сакаше да влезе во војна. Дали се годините? Дали е менталитетот, знаете? Путин не е школован да биде тренер по балет или тренер по фудбал. Путин е школован во КГБ структурата. На крајот на животот сите тие играчи, разузнавачи, шпиони на КГБ завршуваат во параноја, бидејќи тоа е свет во кој живеат. Додека сте млади, вашиот нервен систем тоа може да го контролира. Како стареете, тој ваш нервен систем се потешко тие паранои може да ги демфува, да ги контролира, да ги држи под контрола. Посебно во овие 2 години на корона криза, кога е изолиран Путин, кога се помалку комуницира со светски лидери, кога треба да помина 2 недели на карантини за да може некој да се сретне со него. Можете ли да претпоставите неговиот кабинет како може да ги редуцира или да ги анализира луѓето кои сака, или да дозволи луѓето кои сака тие да се сретнат со Путин или кои не сака да се сретнат со Путин? Па секој ќе му направи дека има позитивен тест на корона и нема да се сретне со Путин. На тој начин му ги дозират информациите. На тој начин е сведен како Јосип Броз Тито на крајот на неговиот живот во Бардок екран или во Караџорџево, кога е во некое стаклено звоно и кога му сервират информација кој сака кабинетот му бидат сервирани. Во некоја слична ситуација е Владимир Путин. Паранојата работи, бидејќи дел потекнува таа КГБ структура, ставена во стаклено звоно и влечи потези такви како што влечи нерационални потези, потези кои дојдоа или да го ведоа светот до работ на Третата светска војна. Гледате, Путин сега сака да ги освои сите нуклеарки во Украина, Запорожје, Чернобил. Иако тие се наоѓаат на патот на руските тенкови, меѓутоа тука има делна одредена стратегија. На Минхенската конференција Зеленски кажа дека Украина во вакви услови, значи тоа е пред војната, пред руската интервенција, дека Украина размислува да го напушти меморандумот од Будимпешта 1994 година, каде што прогласува нуклеарна неутралност, независност, каде што сите нуклеарни потенцијали на Украина се уништени. И во вакви услови Зеленски дава една таква запалива изјава и реторика кај што вели дека тие размислуваат да го напуштат тој меморандум од Будимпешта 1994 година и да почнат да произведат нуклеарна или атомска бомба. Има ураниум или има остатоци на ураниум во сите овие нуклеарни централи. Дали е тоа Запорожје, дали е тоа Чернобил, небитно. Руската стратегија на освојување на овие нуклеарни централи всушност треба да биде порака кон светот дека тие се заинтересирани уранот што произлегува од овие нуклеарни централи да го стават по своја контрола и да оневозможат Украина да произведе атомска бомба. Тоа е суштината на или тоа е еден дел на таа стратегија на Владимир Путин во однос на Украина и во однос на украинското прашање. Втората стратегија е како да влезе колку може подлабоко на европска територија. Затоа е битно Приднестровје. Приднестровје и Молдова немат излез на море, таму излез на море има Украина, ако вие заземете Одеса, всушност ги имате под контрола и Црното и Азовското море, Мирополј, тоа се тие градови кај што се водат главните борби да се стави под контрола Црното море. Меѓутоа Молдова всушност е дел на поранешниот Советски сојуз кој што најдлабоко задираше на територијата на Европа. И всушност преку Молдова и преку Приднестровје, каде што има остатоци на КГБ, на поранешните советски армии, вие можете да вршите влијание врз Романија, бидејќи еден од главните центри преку кој можеше или се планираше да биде извршена инвазија, интервенција на територија на Украина или на територијата на Советскиот сојуз, каде што се стационирани главните НАТО сили
во овој дел на Европа се токму во Романија. Значи дека преку Приднестровје и преку Молдова треба да вршите контрола врз Романија и да ја држите Романија под контрола, а не Романија вас да ве има под контрола или преку Романија оперативно да се делува кон Руската Федерација. И тоа е вториот правец на движење. Третиот правец на движење е Белорусија. Кога ќе погледнете картата, вие гледате дека од границата на Белорусија до Киев има некаде околу 100-120 километри. Многумина не разбира дека преку Чернобил, преку нуклеарната централа Чернобил, всушност поминува главниот автопат кој ги поврзува Белорусија со Киев. Тоа е рамен пат, тоа е рамна линија, тука не можете како да го браните. Затоа прва паѓа нуклеарката во Чернобил, настрана или ова стратегија на Русија да покаже дека украинците сака да прават атомска бомба и дека таа ги освои нуклеарните централи за да ги оневозможи украинците да прават атомска бомба. Чернобил паѓа бидејќи некаде на 10 километри од белоруската граница и е на прва борбена линија на руските или на белоруските тенкови. И тоа е суштината која сега се прави. Русите има 10 дена, дали имате 10 дена да го искористат времето во Украина. Секој кој бил во Украина ќе ви каже дека тоа е исклучително богата земја. Тоа е црна земја, хумус, меѓутоа на 30 до 50 сантиметри под земјата веќе се наоѓа водата. И доека е ладно, доека е зима, по таа рамница може да поминат руските тенкови, самоходки, оклопни возила и така натаму и така натаму. Во оној момент кога зимата ќе заврши, затоа има уште 10 дена, тогаш руските тенкови ќе заглават бидејќи таа ораница се претвара во кал. Вие не може да ја помините таа ораница. Затоа се тие конвои околу Киев. Не можат ни напред ни назад руските тенкови, бидејќи делови на земјата, дали таму дошла пролета порано, или што се случило, не знам, сега се веќе непроодни за руските тенкови. Токму затоа русите ќе мора со гранати и со бомбардирање да го освојуваат Киев. Тоа ќе биде брутално, ќе има многу жртви, ќе има разорнување, ќе има се и се што. И така заглавија руските војни сили во Украина. Не само што украинските сили биле спремни, биле подготвени, им било дадено оружје. Им било дадено оружје од Соединетите американски држави. Гледате, тие сега развијат одредена стратегија како да го префрлат Зеленски во резиденцијата на председателот на Карпатите, за да може таму да ја води целата операција на одбрана на Украина, да не биде во Киев, бидејќи Киев е на 30 км од руските тенкови и може лесно да се случи ако биде заробен, ако биде киднапиран или ако биде убиен Зеленски, да дојде до обезглавување на отпорот на украинците, а во интерес на американците тој отпор да трае колку може повеќе, а Русија да биде прикажана во очите на западниот свет колку може понемилосрдна, да ги врати сите оние реминисценции од времето на Советскиот сојуз и Варшавскиот пакт, кога 1956 година рускиот тенкови влегува во Будимпешта, 1968 година рускиот тенкови влегува во Чехословачка, во Прага, и сите овие држави кои на некој начин балансираат помеѓу Москва и Вашингтон, помеѓу Москва и Брисел, сега вие да ги залепите како со магнет за Европската унија, посебно за НАТО структурата. И Чешка, и Унгарија, и Виктор Орбан, кој сега за еден месец го чекат избори, всушност сега по секоја цена сакат да се измолкнат од прегратките на Москва, на Владимир Путин и на Руската Федерација, бидејќи гледат дека јавното мислење во тие држави е антипутин настроено, антируски настроено. Им се вратија филмоите од времето на Советскиот сојуз. И на Европска унија и Америка, кои беа во клиничка смрт со корона кризата, кои пукаа по сите шавои, по сите рабои, со една ваква стратегија на Путин и на Руската Федерација и на Руската армија, кој остана во времето на советските генерали, не ништо ново современо не видовме во начинот на војување на Руската армија, вие обединевте Европската унија, го обединевте и НАТО сојузот. Путин со својата политика успеа да обезбеди организации на кои сите им мерехме уште колку ќе трајат до нивното пропагање, сега да бидат обновени и не само да бидат обновени, туку да бидат во една полна кондиција. Имав можност да направам интервју со Александар Лебед. Тој беше руски генерал, еден од хероите на војната во Авганистан. Со посредство на Ристо Гуштеров имавме направено интервју со него. Подоцна загинува во доста необични или нестрекни околности во кои постои голем сомнеш дали биле природни, дали биле спонтанни, некој ги има тие работи направено. Во хеликоптерска несреќа, каде што перките или пропелерите на хеликоптерот заглавуваат во некој далновод. Тоа беше херој на советската армија и на руската интервенција во Авганистан 1979 година. И на моето директно прашање на што се должи неуспехот на руската или на советската интервенција во Авганистан, тоа или во сандаците кои моравме од Кабул и Авганистан
да ги враќаме во Русија, да ги враќаме во Москва или да ги враќаме во Советскиот сојуз. Во оној момент кога сандаци од боиштата ќе почна да се враќа дома, почнува да се става под знак на прашање секоја војна интервенција. Бидејќи секоја војна интервенција трае и се оправдува додека вие не видите гробови, додека не видите сандаци, додека не видите мајки кои плачат. Имаше една информација, не знам дали ја приметивте, која беше објавена во македонските медиуми, беше објавена на порталот во Центар, ева малку реклама да направам на порталот во Центар, четете го, супер портала, имате точни, брзи информации. Ми се чини дека во моментот е во полна кондиција, еден од 3-4 најдобри портали во Република Македонија, беше објавена информација дека заедно со сите руски конвои и воени единици одат одредени уреди или одредени камиони каде што се врши кремација на телата. Да нема траги, да нема жртви, да нема сандаци, да има некои урни преку кои се враќаат телата кремирани кај мајките, кај татковците, кај што треба да бидат закопани. Да нема плачење, да нема собери, да не може да се развива незадоволство кај населението, да не се групира населението врз база на тоа незадоволство. Затоа се сменети и законите во Русија. И секое, како тие велат, секоја лажна вест поврзана со руската армија може да предизвика или да доведе до нивна затворска казна во трајање од 15 години. Тоа сака Путин да го направи, да не се дебатира за жртвите. Тие призна некаде околу 500-600 жртви за првите 10 дена од интервенцијата. Веројатно бројот е многу поголем и на украинска и на руска страна. И тоа е еден човек да е умрен. Тоа е зло. Тоа е штета во оваа време. Па ние не живееме во 19 век да убиваме луѓе, да менуваме граници, да водиме политика и геополитика врз база на тенкови, самоходки, ракети, авиони. Па мислев дека ние тоа сме го надминали, но дојде една таква политичка разврска и се треба да се направи све таа политичка разврска да се стави под контрола. Путин во моментот сака да изврши стратегија, операција на намалување на штетите врз руското јавно мислење од бројот на сандаци кои треба од Украина да ги врати во Москва или во Руската Федерација. Затоа телата се кремират. Затоа постојат тие уреди, тие камиони кои го вршат тоа на лице место, бидејќи не треба луѓето да ги гледат солзите или леците на мајките кои ги имат изгубено своите деца без разлика дали се од руска, дали се од украинска страна. Тоа се два братски словенски народи и секоја жртва на едната или на другата страна за мене е подеднакво болна и подеднакво тешка. Ова е Фјодор Лукјанов. Октомври 2012 година имав можност да снимам интервју со него. Тој е главен уредник на Russia in Global Affairs. Тој е всушност часописот кој дефинира и креира руската надворешна политика. Во бордот на овој часопис се наоѓа Сергеј Лавров. Значи личен пријател е Фјодор Лукјанов со Сергеј Лавров, а во моментот е и председавач на президиумот или на Советот за надворешни работи и одбрана на Руската Федерација, кој е формиран со председателски декрет 2011 година, каде што членува Игор Иванов, поранешниот руски министер за надворешни работи. Тој е всушност телото кое треба да одговара на оние вајсмени кој креира американската надворешна политика. И тоа со него го правиме октомври 2012 година. Тоа беше еден тежок ден во Москва, кај што ништо не снимивме, ништо не направивме. 2 месеци претходно имавме договорено интервју со Фјодор Лукјанов. Никако не можевме да го договориме, дури после јавувањето на тогашниот македонски амбасадор во Москва Илија Исаиловски, ние го направивме тој интервју. Некаде 21-22 часот не прими кај него дома. Тој е во строгиот центар на Москва, во станот кај што порано живел Зиновљев, еден од клучните играчи на Советската комунистичка партија во времето на Јосиф Висарионовиќ Сталин, на 2 ката, велелепен стан, каде што до 2 саат после полнок ние снимавме и анализиравме руската надворешна политика, тоа е 2012 година. Уште тогаш Фјодор Лукјанов ја отвори тезата за стратегијата на Русија и на Руската Федерација на Путин каде сака да припаѓа. Дали да припаѓа кон Европа или да припаѓа кон Азија. Или да се обиде да направи некој баланс Русија да биде мостот на Евроазија, бидејќи тоа е судбината, тоа е предноста или тоа е слабата страна на Руската Федерација, да е држава која функционира, која живее на 2 континента. Слична ситуација имаме и во Турција. Што ќе се случи ако Русија и Руската Федерација не биде составен дел на Европа? Тогаш Лондон е најголем град во Европа, не е Москва. Тогаш Европа губи 20 или 30% од својата територија и се сведува на територија на Австралија. Тој за Европа е голем проблем, тој за Европа е голема опасност.
Тоа е истата таа ситуација која Турција 30 години ја држи надвор од Европската унија. Турција е земја која е членка на НАТО. Меѓутоа 30 години чека да стане држава, да ги почне преговорите, да ги заврши преговорите за членство во Европската унија. Бидејќи ако Турција е земја која е членка на Европската унија, тогаш Европската унија ќе граничи со Сирија и со Иран. Можете ли вие да ја замислите таа Европска унија која има проблем да ги прими овие православни држави, бидејќи тоа се нарекува како клуб на католички земји со источок на Романија и со источок на Бугарија, што ќе се случи ако граничи тамо со Иран или со Сирија, или што ќе се случи ако граничи со Кина или со Монголија. Тога се губи суштината на Европската унија. Иако некои од татковците на Европската унија развива таа стратегија или таа теорија за Европа од Атлантикот до Владивосток, мене ми се чини дека 30 години после рушењето на Берлинскиот зид, кога сите говореа или говоревме за нова обединета Европа, која требаше да биде импулс на економскиот политичкиот развој, сега сме на еден мал чекор, наместо да имаме Берлински зид, да имаме Кинески зид, каде што источната граница на Европа не е Русија, не е Руската Федерација, туку е Украина, дали целосна, дали поделена Украина, и што ќе биде судбината на Киев. Дали Киев ќе биде поделен град како што бил Берлин некаде до пред 30 години. И тоа да биде финалето на студената војна или финалето на руско-украинската војна. Тоа што се случи пред 50 или 60 години по завршување на Втората светска војна, а тоа се примесите во говорот на Владимир Путин, кој вели дека треба да спроведи денацификација во Украина. Ако вие спроведете денацификација во Украина, вие всушност сакате да ја репризирате татковинската војна до 1945 година, кога руската војска влегува во Берлин и го поставува руското знаме на Рајстагот. Нешто слично Путин сакаше да се случи во Украина, во Киев. Може би ќе се случи и тоа да биде суштината или разврската, поделена Германија, поделена Украина, со тоа што значи границата на Европа или на руското влијание од Берлин се поместува на Киев и тоа да биде разврската која сега се случи на таа руско-украинска војна. Тоа американците го знаат, почитани гледачи. Тоа американците го гледа, на тоа американците работеа од 2013 година. Го направија преврат од 2014 година, инсталира раководство. Тоа раководство всушност брцаше со прстот во окото на Русија, или како вели Путин, со прстот во срцето на Русија. И сега Руската Федерација и Путин ќе треба да разговарат со Володимир Зеленски. И тоа Путин никогаш нема да се го дозволи. Ќе направи се. Сега ќе има ќар или зијан. Има да ја уништи, да ја прегази Украина. Ќе стави се на коцка. И тука го чекат. Сите грешки кои американската политика ги направи изминатите 30 години. Арапски пролети, интервенции, Авганистан, убиства, Саудиски Арабии, што ли не. Сето тоа ќе биде сега ставено во знак нееднакво со руската интервенција во Украина. Гледате како умешно американската политика се излече од Авганистан. Вложува милиарди и милиарди и немаше никакви ефекти. Кој е ефектот од Авганистан? Да имате контрола врз хероинот, врз опиумот, потом може да го правите со талибанците, меѓутоа нема да трошите милиарди долари на одржување на една власт која е нестабилна на стаклени нозе во Авганистан. Ке им дозволите на талибанците дека свратат на власт и вие повторно преку талибанците имате контрола на хероинот и врз опиумот. Нешто слично тука во Украина не може да направи Путин. Бидејќи кога ќе заземите Украина, кога ќе ставите марионетска влада, ако ја заземите Украина, ако ставите марионетска влада, тогаш вие треба да се грижите за таа влада. Па руската стратегија во изминатите 30 години не била да зазема територии, па тоа е она позната реченица на Владимир Путин. Тој што не сака или што не жали за Советскиот Сојуз, тој нема срце. Но тој што мисли дека може да го обнови Советскиот Сојуз, тој нема мозок. Кога ќе анализирате таа реченица на Владимир Путин, тоа значи дека тој жали по Советскиот Сојуз, има срце, дека секој што има срце жали по Советскиот Сојуз, но тој не размислува да го обнови Советскиот Сојуз. Бидејќи има мозок и знае дека не може да се обнови Советскиот Сојуз, бидејќи тоа многу скапо чини. Одржувањето на такви режими во Украина, Казахстан, Узбекистан, кој е безбедносен појас околу Русија, тоа е таа стратегија што ви објаснав на почетокот со Брежински и со Кисинџер, ја чини Москва многу скапо. И тоа беше една од причините за растурање на Советскиот Сојуз. Погледнете го интервјуто со Љубиша Ристич, каде што објаснуваме дека Берија уште по смртта на Сталин кажа дека е финансиски неодржливо
Советскиот сојуз да може да го финансира неговото постоење. Од друга страна, наталитетот кај руското словенско православно население е многу помал од наталитетот во Узбекистан, Таџикистан, Туркменистан и така натаму. И се заканува опасност русите да станат малцинство во рамки на Руската федерација. На тие основи, на тие бази пропаѓа Советскиот сојуз. На тоа се надоврзува после и конфликтот, железната завеса, паѓањето на Берлинскиот зид, растурање на Варшавскиот пакт. Меѓутоа, суштината е дека вие да одржувате таков систем треба да имате многу пари. Русија е ранлива, нема пари. Рускиот буџет се полни од природен газ, се полни од нафта. Ако вие ги прекинете тие два дотури на пари во рускиот буџет, без разлика колку имате девизни резерви, без разлика колку за црни денови се ставиле пари на страна, ако немате кеш, ако немате готовини ве финансиски, не може да издржите. Како ќе издржите финансиски, ќе зависите од Кина? Па една е ситуацијата ако вие со Кина сте рамноправен партнер, а друга е ситуацијата ако вие со Кина зависите од кинеската политика. Бидејќи како велат, не дај Боже Грција да ве рани, Русија да ве брани, тоа сега треба да биде видоизменето, не дај Боже да зависите од кинезите, бидејќи кинезите со памук ви ја пијат крвта. Како велат, влагате у кинеска продавница и знак на сиромаштија, ако влезете во кинеска продавница, кај што сите производи се ефтини се по 20-30 денари, велите не само разгледувам. Таква една политика сега на Русија, која е турка во прегратките на Кина, која одвлекува од Европа и ја носи кон Азија, всушност може да биде најголемото стратешко поместување на односите, кои може да произлезат од ова украинска криза. Гледате, почитувани гледачи, сега во Москва и во Русија се развива една теза или една стратегија која вели дека Русија не станала голема сила или голема држава во 17 век, кога царот Алексеј I ја освојува или ја анектира Украина, туку Русија станува голема сила или суперсила во 16 век, кога Иван Грозни го освојува Сибир. И тоа значи промена на стратегијата или на теоријата на Бжежински, дека Русија без Украина не може да биде суперсила. Тоа ви го објаснува во она емисија од пред 2 недели Земја на Словените. Туку всушност русите сега ја менува стратегијата и вела дека со Украина Русија никош не може да биде голема сила или да биде суперсила. Бидејќи оловото, товорот и аремот околу вратот на Украина за Русија ја прави Русија слаба и немогна да биде суперсила. Тоа значи драматична промена на руската геополитика. Минатата година, гледате, сите овие работи кои ви се кажуваат, тоа се напишени на порталот во Центар. Треба само да го читате редовно и сите овие информации ќе можете благовремено да ги добивате и врз база на тие информации самите да правите одредени политички или геополитички анализи. Минатата година е потпишан и декрет на председателот и е промовирана стратегијата од страна на министерот за одбрана Шојгу дека треба да бидат изградени 5 нови градови во Сибир, некаде со околу 300 до 500.000 жители. И тие да бидат центри на технолошкиот развој. Што значи дека Русија сака да ја пресили својата технологија и седиштето на државноста, на својата економија, на својот бизнис од европскиот дел на Русија. Во овој европски дел на Русија живеат некаде 80% од населението, а во оној азиски дел на Русија живеат некаде околу 20% од руското население. Многумина сега вела дека Путин може многу лесно да излезе од Европа во пресрет на украинската криза, да ме остае Украина. Може би Украина му требала како имидж, како одредена длабочина, како пиемон на Киевска Русија која е прататковина на денешната Руска Федерација. Меѓутоа, суштината на руската анализа која сега се случува дека Европа е континент во умирање, кај што населението е старо, кај што просекот на години е преку 70-80, кај што видовме дека со корона кризата што се случува во Северна Италија, умира стари луѓе. Затоа се правени овие мигрантски кризи, Сирија, Африка, тамо доле Азија и така натаму. Тоа нели Сорос го правеше. Емисии беа правени, бидејќи на Европа и треба младо население. Младо население како работна сила и младо население за наталитет. Бидејќи Европа и европската нација од ден на ден станува се постара. Стара нација ги троши пензиските фондови, условно речено е товар за државата, а не создава нова субстанца. И таква Европа, фрлена на колена на наталитетот и на производството, е континент во умирање. Може би денес во Москва размислува дека Азија е континентот на еднината. Тамо е Кина, тамо е Виетнам, тамо е Кореја, тамо е Јапонија, иако Јапонија исто така е стара нација, и дека треба главниот акцент да се стави на Азија, не да се стави на Европа.
Ако Путин донел таква одлука, значи, ако Путин не е на работ на параноја, па врз база на параноја води војната во Украина, тоа се двете тези. Кога правите политичка анализа, вие треба да ги анализирате и двете можности, и двете главни опции, двете главни стратегии. Значи, ако Путин не е параноичен, туку направил добра проценка, да излезе од Европа и да ја направи Русија азиска држава, како вие ќе натерате 80% од населението кој живее во европскиот дел на Русија да го прифати тоа? Тоа се навики, тоа се станови, тоа се гробови, тоа е се. Тоа е историја, тоа е живот и така натаму и така натаму. И вие треба да се преселите тамо некаде во Сибир, во Владивосток или на некој друго место. Меѓутоа, ако Русија сака да стане азиска држава, тоа што мора да го направи. Вие не може да бидете азиска држава, 80% од населението живее на европскиот дел на Русија. Може би Путин намерно влегол во војна и таа војна ќе биде брутална до истребување со Украина, за да ги прекине, да ги сруши сите мостови со Европа. И Русија да не балансира да биде евроазиска држава, туку да биде азиска држава. Да излезе од ОПСЕ, да излезе од сите институции на Европа. И тоа е она стратегија која Лавров ја кажа на Минхенската конференција. А нивната стратегија е дека Европа треба да биде без американско нуклеарно оружје. Ако Европа без американско нуклеарно оружје, тоа преведено значи дека Европа треба да биде без НАТО интервенција и без постоење на НАТО сојузот или НАТО алијансата на европска територија. Тоа е значи стратегијата на Русија. 30 години Русија се обидува да ги подобри своите односи по-лошо или по-добро, поумешно или по-неумешно, сепак е тоа една авторитарна држава и таква голема територија вие не можете да контролирате без авторитарно водство, без авторитарен лидер. Меѓутоа, вакво драматично прекинување на односите со Европа, како што сега Путин прави во украинската криза, не направи ни Сталин 52, 53, 45 година. И Сталин со многу поголем такт и со многу поголема умешност ги влече се потезите во споредба со Владимир Путин. Дури сега Владимир Путин во оној негов емотивен прв настап, кај што ги обясни причините за интервенцијата на Русија, на Руската Федерација во Украина, кај што ги нарече украинците дека се вештачки народ, а дека Украина е вештачка држава која е формирана од Сталин и од Ленин, прв пат брутално Владимир Путин удира на Сталин и на Ленин. Тоа значи дека тој сака да се промовира во татко на новата геополитика и новиот курс на делување на Руската Федерација. Повторам, тој има 70 години. Кога би имал 50 или 40 години, би имал време тоа да го реализира. Сега времето не работи за него. И затоа таа стратегија на Русија од евроазиска или европска држава да стане азиска држава, мислам дека ќе се соочи и ќе се распадне ко кула од карти поради немањето време на Владимир Путин да ја реализира таа стратегија. Видите, колку умешно тоа го направи американците и западните сили. Ако вие ја збркате Русија од Европа, тогаш вие Русија ја фрлате во прегратките на Кина. Тогаш Русија и Кина не се партнери и сојузници, туку се ривали. До сега не биле ривали, бидејќи 80% од рускиот интерес е Европа, а 20% е Сибир и Азија. Во моментот кога 80% од рускиот интерес ќе биде Азија, тогаш Кина и Русија веќе не се сојузници и партнери, туку се конкуренти. Тоа е она приказна за таткото и за принцот. До 18 години принцот е син на кралот или на царот. После 18 години принцот е конкурент на кралот или на царот за кралскиот или за царскиот престол. Таа геополитичка, драматична геополитичка промена, која сега се случува во Руската Федерација, на фонот на украинската криза, може да доведе до драматични нови околности во светскиот поредок и во светската геополитика. Ние со внимание ќе ги следиме тие процеси во наредните месеци или наредните години. Што ќе биде со Европа? Па всушност разврската во Европа не почнува со Украина, не почнува со Киев, тоа е американска разврска. Тоа е американска стратегија. Разврската во Европа почнува со Брекзитот, со излегувањето на Велика Британија од Европската унија. Тоа е првиот удар кој се нанесува на Европската унија. Гледате, сега се прави нова групација на Велика Британија, на Америка, на Австралија, на сателитите во тој Индо-Пацифички регион. И кој е направен тој сојуз AUKUS, првата работа што се прави е канадскиот, односно австралискиот премиер ја откажува веќе договорената сделка, начелно договорената сделка со Франција, за купување на 15 или на 20 француски подморници, тешки милиарди долари, и купува американски подморници. Тој е конфликтот помеѓу Франција и Австралија кој се случува минатата година. Тој истиот овој австралиски премиер кој стоеше за депортацијата на Новак Џоковиќ од Австралија пред еден месец.
Меѓутоа, тоа е новата геополитика. Америка, Велика Британија се јадрото на таа политика. Каде е конфликтот помеѓу Џо Бајден и Доналд Трамп? Суштината на политичката, драматичната политичка битка пред 1,5 година на изборите во Америка 2020 година. Дали ќе постои или нема да постои НАТО сојузот? Суштината на делувањето на Трамп е градење на зид помеѓу Америка и Мексико. Ви објаснив пред 30 минути што би значило ако руското влијание биде стационирано во Мексико или во Канада, исто како американското што е стационирано во Украина, и дали Америка тоа би го трпела или веднаш војно би интервенирала. И второто е да не постои НАТО сојузот. Па тоа беа изјави на Доналд Трамп кој ги даваше дека тој не смета или не гледа иднината на НАТО сојузот. Смета дека тоа е организација која е прегазана од времето. И тоа беа пораките кои тој ги даваше. И главната политичка пресметка на изборите во Америка беше дали ќе постои НАТО сојузот. Зошто е битен НАТО сојузот? Бидејќи единствено со помош на НАТО, тоа ви го кажувам во неколку емисии, Америка може да биде европска држава. Ако не постои НАТО алијансата, ако не постои НАТО сојузот, тогаш Америка нема како да биде присутна во Европа. А ако Америка не е присутна во Европа, и Првата и Втората светска војна се случуваат во Европа, тогаш Америка нема контрола на процесите. Со оваа украинска криза и со ова однесување на Русија се крши мостот помеѓу Русија и Германија. Гледате, интервенција на Путин или интервенцијата на Путин во Украина се случува после заминувањето на Ангела Меркел од канцеларската позиција во Сојузна република Германија. Всушност Меркел беше тој баланс, родена во Хамбург, живеела или школувана во Источна Германија, татко е лутерански свештеник, значи се спојува комунизам и се спојува религија, како е рушен Варшавскиот пакт и Советскиот сојуз, со помош на папата и со помош на солидарност на Лех Валенса. Германците го прават тој баланс, за германците да може да функционират и да се ослободат од американските преградки, мора да имат секогаш отворена линија, отворен мост со Русија, со Руската Федерација. Пари и пари германците инвестират во Северен ток или Северен поток 2. Малку се европски пари, во огромен дел се германски милиарди. И сега, после интервенцијата на Русија во Украина, се откажуваат од Северен поток или од Северен ток. На тој начин се крши кичмата на тоа германско-руско пријателство. 10-15 години русите инвестираа во Германија. Инвестираа во Шредер. Па Шредер стана член на надзорен одбор на Газпром. Газпром е алатка во рацете на Путин која е многу поефикасна од руските ракети, руските мигови или руските авиони. И тоа партнерство и целата таа инвестиција 10-15 години која правеа русите, сега ја скршија, е растурија ко кула од карти со интервенцијата во Киев и со интервенцијата во Украина. Што ќе прави сега Европа или што ќе прави во октомври, кога нема да има руски газ? Ќе мора да купува течен газ од Америка. Да не се носи со гасово, туку да се носи со американски танкери. Тој газ ќе биде поскап од рускиот газ. Со поскап газ од рускиот газ, производството во Европа ќе биде поскапо. Европа нема да биде конкурентна или нема да биде толку конкурентна, а ќе се даде импулс на американската економија. Кога американската економија е во криза, две области, две гранки може да ја кренат или да извадат од кризата. Тоа е воена индустрија и тоа е нафтена индустрија или енергетската индустрија. И двете индустрии сега продават оружје во Украина. $1 милиарда ќе инвестира Германија во ново оружје, бидејќи како велат, врз база на искуството од украинската криза, се свати дека дипломатијата не може да помогне тамо кај што може да делува тенковите, ракетите или авионите, и наместо германска дипломатија сега ќе се формира шестата германска држава или република, која ќе инвестира $1 милиард или 1 милиарда евра во наредните неколку години во американско оружје. Кој импулс е ова за американската економија која беше на граници на банкрот? Оружје и нафта. И така ја стават под контрола Европа. Сега Европската унија е под целоста контрола на Америка. Сега суверенитетот на Франција и на Германија е на стаклени нозе. Затоа се така кротки и Макрон и германскиот канцелар и се приближуваат, значи тие не водат самостојна европска политика, туку ја следат политиката на НАТО сојузот. Вие знаете дека Франција е влезена во НАТО во времето на после де Гол, иако првично седиштето на НАТО се наоѓа во Париз, подоцна е преселена во Брисел, бидејќи Франција постојано калкулирала дали да биде дел на НАТО сојузот, како што Велика Британија постојано калкулира дали биде дел на Европската унија,
Тоа се двете кревки држави, Британија за Европската унија, а Франција за НАТО сојузот. Сега и Франција, и Макрон, и Германија, и германскиот канцелар се зависни од американската политика. Никој треба да ги брани ако Русија интервенира. Тоа е разврската која сега ви се случува во Европа. Америка успеа на огромна врата да се врати во Европа и се враќа со помош на украинската криза. Ако не знаете што се случува во светот, следете како делува британската дипломатија. Британска дипломатија сега делува преку НАТО сојузот. Така делува и на Балканскиот полуостров. Денес Борис Џонсон го представи планот во 6 точки како Путин да биде поразен во Украина. Всушност Путин не може никако да победи во Украина. Или ќе преговара, сега Путин не сака да преговара со Зеленски, бидејќи тој е понижувачки за него, и сака да ги вклучи американците во овој процес на преговори, и всушност ова да биде нова Јалта, кај што била Америка, Велика Британија и Русија и Руската Федерација заедно со Кина, и би го делеле светот или сферите на интерес за светот, бидејќи е понижувачки за големиот Владимир Путин да преговара со комичарот Зеленски, односно човекот кој сега се наоѓа на чело на државата Украина. Затоа Путин вели дека објавата на санкции, тоа е одговор на она изјава и пресконференција на Џо Бајден кај што велеше дека алтернативата на санкциите кон Русија е Трета светска војна и дека тие затоа не прават зони на летање или на забраните зони на летање на територијата на Украина, бидејќи тоа би значило мешање на НАТО во војната во Украина, тоа би значило влез во Трета светска војна. Парафразира Путин на таа пресконференција на Бајден и вели и самото објавување на санкции тој го дефинира или го третира како објава на војна на Руската Федерација, бидејќи Путин има неопходна потреба да преговара со Џо Бајден, да има средба со Џо Бајден, а не со Зеленски, за да може со Џо Бајден да се договори за прекин на војната во Украина, бидејќи ако вака продолжи, тога секој украински град ќе треба да го направи нов Грозни. Или тоа што го направи во Втората чеченска војна. Знаете, во Првата чеченска војна русите се повлекоа, прекинаа, па врз база на таа чеченска војна Борис Елцин си замина од политиката и негов наследник беше Владимир Путин, кај што Владимир Путин својот мачо политички имидж го прави токму на таа чеченска војна, подоцна го прави во Беслан сите овие терористички акции кои се случуваат во Русија и во Москва, кај што вели дека со терористите не се разговара. И сега кога 20 и кусур години човекот гради некој имидж на политички мачо мен, тогаш како тој ќе дозволи да биде поразен од некој тамо комичар Зеленски на некоја мала Украина, која всушност и не е држава, тука е вештачка држава која формира Ленин и Сталин, а украинската нација не е нација, тука е вештачка нација која формирале русите, бидејќи тие до 17 век се нарекувале руски земји, руски територии и руски народ. И сега па секој цена сака да ги вклучи американците во преговори, за да може да заврши ова драматична војна во Украина, која воопшто не беше потребна. Ако имаше разум, ако имаше памет, ќе се најдеше одредено решение. Очигледно дека и двете страни не сакаат да се најде решение. На двете страни им одговараше одредена војна разврска. Објаснивме која е стратегијата на американците, која е стратегијата на русите. Меѓутоа денес Борис Џонсон во 6 точки ја представува својата стратегија како Путин да биде поразен во Украина. И на средба во Лондон ги вика премиерите на Вишеградската група, тоа е Чешка, Словачка, Полска и Унгарија, Виктор Орбан, и внимавајте, премиерите на Канада, Трудо, и премиерот на Холандија, Марк Руте. Кој дојде во Македонија, кога требаше да падне владата на Зоран Заев? Марк Руте. Тоа е британската линија, тоа ви го објаснов. Секојаш кога Велика Британија не е присутна во Европската унија, таа ја спроведува својата политика преку Холандија. Двете кралски семејства се поврзани. Тоа се тие династички односи, односи кои се всушност рбет од кичмата на Европа, на европската политика. Германија и Франција се сега трнати на страна. Сега се поголема ќе биде улогата во Европа на Велика Британија, но не преку Европската унија, туку преку НАТО алијансата и преку НАТО сојузот. Драматични прекројување ќе има во Европската унија. Ако Русија стане европска, односно стане азијска држава, Европа ќе остане без 40% од својата територија и без 15% од своето население. Ќе биде сведена на Австралија, како што кажа. Најголем град во Европа нема да биде Москва, нема да биде Истанбул, кој исто така е град на 2 континенти, знаете. Со Босфорот се оди од Европа во Азија и обратно. Туку ќе биде Лондон. Сите ќе мора дојдат во Лондон на баци рака. Тоа е суштината на ова војна, разврска во Украина. За надам дека ќе заврши ова војна. За надам дека нема да влеземе во грозни филм сценарио, Вуковар сценарио, Алепо сценарио. Бидејќи се 2 словенски народи. Бидејќи 2 народи кои се блиски на Република Македонија, кои се блиски на македонецот,
кои се блиски на македонските граѓани. Ова беше нашата анализа. Мислам дека успеавме да презентираме анализи и информации кои се различни од тоа што го слушате во македонските медиуми. Едните навиваат за едната страна, другите навиваат за другата страна. Се обидам да бидам рационален, како што сум и секогаш рационален во вакви ситуации. Не прифаќам војна. Ова што сега се прави 2022 година, можело да се прави во 19 век, не сега. Времето на војни заврши. Доволно сме разумни и рационални да можеме проблемите да ги решаваме низ разговор. Инаку, како ќе оди светот напред? Како ние ќе се движиме напред? Јас сум Васко Евтов, почитани гледачи, во маскарна униформа, како Владимир Путин, кој во Сибир лови риби со Сергеј Шојгу, или како Володимир Зеленски. Ова беше емисијата во Центар. Ако ви се допадна нова емисија, ново дружење, четврток 22 часот до четврток од 22 часот. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.